Дојде најмагичниот период од годината и токму во овој период сите размислуваме што да им подариме на децата кои што се околу нас. Сите сакаме да биде тоа нешто креативно, нешто што ќе им биде корисно. Па така ова утро ќе ве запознаеме со Magic Box, една кутија која што содржи пластелини, но необични пластелини, туку пластелини кои што се нетоксични и на кои што се рачно изработени, но и кои што доколку децата ги пробаат, нели нема да им наштетат ништо. Ќе ве запознаеме со креаторот токму на оваа кутија која што е навистина идеален подарок за овој период од годината, Ружица Ивановиќ. Ќе ви посакам добро и убаво утро и пред се навистина честитки за еден ваков креативен и иновативен производ кој што е наменет за најмилите, за најмалите. Здраво, Ивана, прво ти кажам фала за вау, каков вовет. Да, јас сум Ружица и го создадов Magic Box. Тоа е кутија која што содржи рачно изработен пластелин од мене. Пластелинот е нетоксичен, безбеден, рачно изработен, со природни состојки кои што ги користиме исклучиво во кујна. Па повели прашаме. Како настани бе? Како ти дојде инспирацијата, од каде потекна идејата за да ги создадеш овие пресладки пластелини? Да, значи идејата почна од нормално од дома, од моите деца. Сите знаеме дека малите деца сакаат да пикаат се во уста, особено до некоја возраст од 3 години. Па се обидував цело време да најдам начин да им направам нешто што е сепак безбедно, што може да го стават во уста додека си играат. Па така, освен пластелинов, што го правам уште од кога се малечки, сум им спремила и нетоксичен кинетички песок, песок од корнфлекс, што е блендирање на корнфлекс во блендер и или ставање некои животинки па да си играат со него и ако случајно пробаат се во ред. Паста во боја, исто со прехрамбрена боја, обоени шпагети, што може да ги пробаат и така натаму. Меѓу се друго, излезе и пластелинот, што е направен од брашно, сол и уште неколку останати обични состојки од кујна, кој што излезе поприлично добро, текстурата е совршена, многу е мек, не се лепи и решив дека треба да го споделам со другите деца, не само со моите. Како реагираат Ружица, децата, останатите деца? Вашите деца се нели веќе навикнати, но другите деца кои што го имаат овој пластелин кај себе? Па искрено добив одличен фидбек и од деца и од родители за производот. Така што пресрекна сум. Значи, веќе организирав неколку малечки и поголеми работилници со пластелинот и можам да кажам дека децата го обожаваат. Значи, супер за фокус, например. Стварно држи фокус играта со пластелин. Да, што е поразлично, знаеме дека е нетоксичен, но што е поразлично, какви се вештини се развиваат кога играат децата со пластелин? Играта со пластелин според мене е најдобрата игра за развој, за раниот развој на децата. Значи, од развој на имагинација, од развој на говор, од развој на меморија, фокус спомнав. Значи, премногу бенефити има. И да не го забораваме најважното, значи самостојната игра и секако заедничката игра. Значи, ништо од се ова што ќе го кажам денес не е толку битно, како што е, нели, да бидеме блиску со нашите, да поминеме квалитетно време со нашите деца, кутијава, пакетчињава дозволуваат, го возможуваат баш тоа. Значи да си седнете со вашите деца, да си направите колачиња од пластелин, да си направите елка и да ја украсите. Значи децата го обожаваат и стварно мислам дека е супер време поминато со нив. Да, секако пластелинот си има нели начин на употреба, па да ни кажете некои совети за тоа како се употребува, како треба да се чува, нели секој производ има различен начин на чување и на употреба. Да, значи за време на играта пластелинот си е како што си е, меѓутоа кога ќе се заврши играта, супер е пластелинот да се собере и да се чува во оригиналното пакување, односно во овие кутивчиња.
И исто така важно е да не биде изложен на директна светлина, значи да не биде до парно, да не биде до печка, до рерна. Може слободно да го чувате во фрижидер, така ќе трае уште подолго. Значи рокот на овој пластелин стварно е подолго од колку на купечкиот, вештачкиот. Исто така заборавив да спомнам дека нели кога купувате обичен пластелин од продавница, тоа не знаете кога е направено. Јас пластелинот го правам по порачка, значи нема тука она shelf life. Вие порачувате, јас го спремам и тазе доаѓа до вас. Така, што содржи новогодишниот дел, односно новогодишната кутија на Magic Box? Оваа година спремив 3 вида на пакетчиња. Боите се тие, 4 бои, зелена, црвена, бела и кафеава. Со тоа што заборавив да ти кажам слободно мириснија кафеавата боја е зачината со ванила и со ѓумбери, со цимет и мириса, да. Потсетува ептен на новогодишните денови. Да. Мислам, идејата ми беше да биде као божикно колаче баш. Значи, сите пакетчиња ги содржат овие бои и секоја пакетче има различни додатоци, различни видови на секачи, печати, джиджи-миджи за декорирање. Едниот сета декорира елката, тоа е овој што го гледате тука. Едниот сета направи Снешко и Рудолф и последниот сета направи Божик Николачи. Да, навистина интересни теми кои што се и тоа како атрактивни во овој период од годината. Ружица, вие организирате и работилници тематски, нели? Па како можете да ве најдат луѓето кои што сака да направите работилница? Слободно нека ме контактираат на Инстаграм профилот на мојот личен. Значи тоа е нешто што јас го правам постојано со моите деца и пак ќе кажам од таму дојде таа идеја. Работилниците се сите до сега се организирани баш спонтано, дали темата е дали периодот во кој што е пример есен или Хелоуин, имаше една сега ќе има новогодишна. Па да, така, баш на спонтано, интуитивно доаѓаат идеите и се случуваат работилниците. И кои ви се плановите, што планирате наскоро, како сакате да го развивате Magic Box? Да, може да прочитате на капачето дека не пишувам Magic Box, туку пишувам Magic Dough, односно магично тесто, магичен пластелин. Тоа е намерно така, а Magic Box е бокс затоа што идејата ми е да направам уште производи различни кои што пак ќе бидат се надевам подеднакво креативни и интересни за деца. Што ќе биде следниот производ не знам уште, истражувам, имам неколку идеи, ама ќе видиме. Да, ние ќе ти посакаме да ти бидат успешни секако, како што е успешна и оваа, и тоа како креативна идеја, затоа што навистина недостасуваше нешто вакво кое што и тоа како значајно за детската игра, при тоа да не им наштети или на никаков начин, односно тестото или пластелинот е безбеден, така што знаеме дека дечињата од најрана возраст дека сакаат се да пробаат и да стават во уста, така што ова е целосно безбеден или производ, доколку го пробаат ништо нема да им се случи. Да, само да кажам, значи пластелинот содржи голема количина на сол и сепак не е за јадење, нели тоа мора да се знае, го пишува и во упатството. Не е ова за јадење, ова е пластелин. Ако го пробате во ред, меѓутоа не е за јадење. Супер, Ружица, ти благодарам уштинаш за одвоеното време и се гледаме во следна прилика со нови производи. Фала ти многу за поканата.